Ваше блаженство, Ваши превосходства, почитувани представници на државната власт, Ваши високи преосвещенства, Ваши високи преподобија, се преподобни браќа монаси и се благоговејни и честни оци, возлюбени браќа, сестри и гости. Ви благодарам, Ваше блаженство, за топлината со која архипастирски ми се обративте, како и за возвишените зборови, кои далеку ги надменуваат моите скромни сили и познавања. Честа да се обратам пред ова свештено собрание, пред невидливите припадници на небесната и пред присутните членови на земската црква е несомнено голема, но истовремено таа ми представува и огромен товар. Треба да ви се обратам како новохиротонисан архиереј на Господа Исуса Христа, како образ на неговата првосвештеничка благодат, а себе си се сметам немоќен да се носам со тоа превозвишено достоинство и со таа безмерна одговорност. Затоа смерно ги просам Вашата поддршка од сите вас. Да се биде епископ, преемник на апостолската благодат, значи да се биде прв, не во превласта, не во некакви привилегии, туку во одговорноста и во служењето на другите за добро, според зборовите Спасителови, упатени кон учениците негови. Кој сака да биде прв, нека биде последен од сите и слуга на сите. Тоа значи да се биде смирен работник на нивата Божја, служител на тајната на љубовта, на тајната на Евхаристијата, не само во храмовите Божји, туку и во живите храмови, срцата на луѓето. А светата Евхаристија, делото на божествената литургија, е дело на едно непрестајно благодарење кон Бога. Ете зошто ова слово пристапно мое ќе биде токму свештена благодарност од моето срце за сите и за се. Најнапред му благодарам на единствениот вистински Бог, пројавен во три лица, за тоа што сум дел од Неговото спасително откровение, за сите Негови знајни и незнајни, јавени и нејавени добродетелства што ми се направени, вклучително и за ова велика служба на која ме повикал. Веднаш по троичното совршенство, безмерно и благодарам на Царицата Мајка, Пресвета Богородица, чија што мајчинска заштита и љубов ја чувствувам од дете, а исто така и на честниот славен пророк и претеча Крстител Господов Свети Јован, чиј сум и кому 25 години со почит му служам. Посебна благодарност му должам на мојот надлежен пименар, многу почитуваниот митрополит Дебарско-Кичевски господин Тимотеј, кој е неразделно сврзан со мојот монашки живот. Имено, тој архиерејот кој што ме замонаши, тој ме ракоположи за еродјакон и за еромонах. Еве сега и на негово барање светиот архиерејски синод ме хиротониса и во третиот степен на свештената иерархија. Неговата севкупна подкрепа за мене се покажала насушна и понатаму го просам неговиот татковски благослов и останувам да живеам под негово послушание. Неизоставен дел од ова свештено благодарење се и моите родители, татко ми Борис, мојата биолошка мајка Светлана, за која чувствувам како непрестанно ме благословува од Небесната црква, нека и биде споменот вечен, како и мојата втора мајка Живка, која буквално во се, а најмногу во љубовта, се покажа како вистински незаменлив родител. Нивниот благослов и поддршка во стремежот
временото и земското да се заменат со вечното и нераспадливото, беше за мене темел врз кој почнав да го градам мојот монашки живот. Тие му дадоа на Бога едно чедо, а денес имаат неколку десетици деца, бидејќи тие ги прифатија монасите и монахините како своји родени чеда, во ништо не делејќи ги од мене. Кога сме веќе кај родителството, неизбежно е да изразам синовската благодарност и кон блажено упокоениот старец Георги Капсанис, поранешниот игумен на Светогорскиот Григоријатски манастир. Неговата безпрекорна духовничка љубов, а беше вистински духовен татко со родителско чувство на грижа, останува за мене поттик и вдахновение во исполнувањето на мојот призив на духовен раководител. Се сеќавам на зборовите со кои старецот не поучуваше на Светагора: вашето дело треба да биде свештено апостолско, со мрежите на апостолската љубов да собирате што повеќе души за Христа. Но да знаете дека тоа воопшто нема да ви биде лесно, затоа што ќе треба преку подвиг, страдање и жртва да освојувате педа по педа територија од духовниот непријател. По неговите свети молитви до денес се трудиме да го исполнуваме неговото послушание. Нека му биде споменот вечен и неговиот благослов нека биде со сите нас. Набрзо по мојот избор за епископ од страна на светите архиереи на синодот на нашата најсвета Македонска православна црква Охридска архиепископија, изјавив дека монашкиот живот за мене останува врховен животен призив. Се добриот Бог ме удостоил со едно прекрасно христоподобно монашко семејство, со моите браќа, сестри и монаси и монахињи, кои всушност се мојот живот, мојата сила. Најкратко кажано, тие се моето се. Сведочам пред Господа и пред сите свети во овој небоподобен храм на премудроста Божија. Се што правам, вклучително и тоа што денес стојам пред вас со ова архиерејско одејание, го правам првенствено за нив, за нивното благоуспевање на патот кон обожението и полагам свештен завет дека ќе останам со нив до крајот на мојот земски живот, а ако Бог се смилува на мене последниот и најмалиот и во вечност. Смирено ги просам и нивната верност и нивните молитви, бидејќи молитвите на монасите го крепат светот. Многу пати досега всушност секогаш сум ја чувствувал нивната љубов и нивната поддршка, па таа, мили мои чеда, ќе ми биде двојно попотребна од сега па натаму. Им благодарам и ги просам молитвите на сите мои духовни чеда, кои по послушание од Бога навистина ги сакам како своји синови и ќерки. Нивната љубов е од животно значење за мене и затоа ги замолувам со својата љубов да бидат постојано блиску до мене, како што и јас им ветувам дека ќе бидам секогаш тука за нив како и досега, бидејќи тие се мојата пофалба и мојот идентитет пред Господа Исуса. Нивната радост е моја радост, нивната жалост е и моја жалост, нивното спасение моја животна цел. Тука се секако моите духовни деца, штитениците од нашите манастири, со кои заедно сме го делеле и го делиме манастирскиот леп. Сме доживеале многу борби, падови, но и бројни воскресенија. Во пристапот кон нив, главен мотив ми се Христовите зборови, дека голема радост настанува на небото за еден грешник што се хае. Следствено нивното растење, нивното благоуспевање во животот во Христа за мене е вистинска духовна храна, одмор и успокојување. И навистина нема поголема радост за еден татко, особено духовниот, од тоа кога гледам како неговите чеда напредуваат во преумувањето во добродетелите,
се трудат во подвигот на љубовта заради Христа и нема поголема награда за него од нивното спасение, кој го посакува повеќе отколку своето. Сакам тие да знаат дека никогаш нема да бидат оставени од наша страна. Им барам прошка, доколку со нешто сум им погрешил, но и ги замолувам и тие да ми бидат поттик со својот добар живот и со молитвите. Најпосле ви благодарам и вам, на сите мои пријатели и познаници присутни сега овде, но и кои што се наоѓате на секаде низ светот, и длабоко ве замолувам за вашата подкрепа, за вашите молитви и вашата љубов. Сега на мојата лична педесетница, кога врз мене се излеа се опростувачката благодат на Светиот Дух, смирено барам прошка од сите вас, како и од оние со кои не сум се согласил во некои работи, доколку некого сум разжалостил или некому сум му погрешил со збор, дело или помисла, та да можам со помирена совест да започнам нов почеток во работата на нивата Господова. Денес, кога го славиме споменот на светите првоврховни апостоли, добро е да се подсетиме на покајанието на апостолот Петар и на неговото трикратно исповедание на љубовта кон Христа. Да, Господи, Ти знаеш дека те љубам. Истовремено сакам да кажам дека и јас од срце им простувам на сите кои на каков било начин ме повредиле или со нешто ми погрешиле. Нека Бог на милоста и љубовта се смилува на сите нас. Чувствувајќи ја пристапната беседа како своевидна исповест и како своевидна платформа, пред вас ќе ја доверам јавно, ќе ја исповедам мојата неприкосновена предаденост кон мојот македонски народ и кон мојата татковина Македонија, а најмногу кон мојата македонска православна црква, Охридска архиепископија, мајката црква, на сите православни во рамките на нашата држава, на кои како монах веќе 25 години безрезервно и се оддајно им служам. Едноставно не е можно кој избрал и се труди да живее за Царството Небесно, а да не насака својата земска татковина, како и своите ближни, зашто тие се благословениот од Бога простор и обкружување, каде што Бог благоволил да ги твориме делата на спасението. Впрочем, важно е сведоштвото и зборовите, но поважни се делата и жртвата. Па така ќе оставам сработеното досега, што секако е плод не на нашата праведност, ами на Божијата благодат, самото да говори за нашата посветеност кон татковината и кон нашиот верен народ. Секако во контекст на ова, неизоставно е да се спомне дека црквата живее и постои за да го изразува совршеното дело на љубовта, дефинирано во зборовите на апостолот Павле. Нема веќе ни јудејци, ни елини, ни роб, ни слободен, нема машки, пол, ни женски, зашто сите вие сте едно во Христа Исуса. Сите ние, кои представувам полнотата на црквата, треба постојано да ја сведочиме смислата и кажаното со животот и делата, бидејќи, бранејќи го христијанскиот идентитет од секаква идеолошка, национална и политичка заробеност, што е појава особено истакната низ православната екумена во денешни дни, а која предизвикува огромна штета, очигледна во неколкуте последни актуелни случувања. Токму поделбите по принципите или желбите од овој свет се опасност за соборниот карактер на православната црква. И ова современо опасно искушение, кое не оддалечува од Христа и е подрива соборноста на телото Христово, можеме да го победиме токму со љубовта и молитвата на Синот Божи, кој бараше од својот Отец Небесен сите да бидат едно во Него. За вистинскиот монах не е воопшто неприродно, ниту туѓо,
да го последува подвигот на откажувањето, зашто тоа е основниот завет според кој монахот, бегајќи од светот, се откажува и од придобивките. Впрочем, како што велат древните оци подвижници, светот, луѓето, предметите, сето тоа е добро. Стануваат лоши за нас, кога ги гледаме острастено. Ете, сведок сум во изминативе 2,5 децении, моето братство и сестринствата немаат добијано никаков финансиски надомес за својата лична севкупна дејност, ниту земаат некаква државна или црковна плата, а исто така не се ни социјално и пензиско осигурани. Секако ова важи и за мене како дел од таа монашка заедница, а и во иднина, да не звучи нескромно, воопшто намерата не ми е таква, туку е искрена и во согласност со досекашната реалност на мојот живот и однесувањето, доколку како навикарен епископ би ми следувал некаков надоместок, истиот во целост ке го распределам за потребите на братството и на неговата мисија. Накрај би сакал уште еднаш да ви се заблагодарам на сите и да ги побарам вашите молитви, за да можам со непосрамен образ да го износам архиерејскиот крст во слава на троединиот Бог наш и за доброто на поверената ми патства. Нека апостолскиот благослов се спушти врз сите нас, како и врз целото општество, разбранувано од бројни искушенија, да по молитвите на светите апостоли Христовата црква да извојува победа над злите сили и да остане неповредено нејзиното свето предание, традициите и начинот на живот во неа. Што и да се случува денес во светот, ние христијаните не смееме да дозволиме стравот да ја надвладее нашата љубов кон ближниот и силната вера во промислата Божја. Всушност, од што би се плашеле, доколку ги имаме постојано пред нас зборовите на денешниот славеник, великиот апостол Павле, кој вели: вие не примивте дух на робство за да бидете во страв, туку го примивте духот на посинувањето, преку кого велиме Ава, Оче. Мили мои, ви благодарам на вниманието и ве молам да ми простите за сите мои грешки.